Недозволиво е жртвата да се врати кај сторителот на семејно насилство пред тој да биде казнет, затоа што искуството покажува дека секогаш го повторува делото, велат експертите. Случајот во кој 35 годишен маж од Радовиш тепа жена, повторно го отвори прашањето за неказнивоста на насилникот во домот. Од страв, срам или други причини, најчесто жртвата се повлекува, а насилството не запира. Истанбулската конвенција строго забранува мирење на жртвата и насилникот. Меѓутоа, сведоци сме и ние, сите и јас во постапките каде што често вие сте брачни партнери, родители сте на деца, ајде смирете се, ајде. Такво нешто не треба да се прави. Ако не биде казнет, ако жртвата се повлече затоа што со него има деца и затоа што тој е нејзин сопруг или партнер, тогаш повторно семејното насилство се продолжува. Статистиките од МВР за изминатите 2 години покажуваат дека пријавувањето на семејното насилство бележи благ пораст. Од полицијата велат дека постапуваат по секоја пријава, без оглед на кој начин ја добиле, пошто се прави проценка на ризик. Во случај кога е проценето дека постои ризик за сериозна опасност по животот, како и физичкиот и психичкиот интегритет на жртвата и членовите на семејството или ризик од повторување на насилството, полицискиот службеник до надлежниот суд доставува предлог за изрекување итна мерка за заштита, отстранување на сторителот од домот и забрана за приближување до домот без согласност на жртвата. Но доколку жртвата не даде согласност, насилникот не може кривично да се гони, како што е во случајот со 35 годишниот маж од Радовиш, во кој партнерката одбила да го пријави, што уште еднаш ја отвори потребата од измени во кривичниот законник и кривичното дело, телесна повреда при семејно насилство, да се гони по службена должност.